Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика се определени да градат инклузивно општество. Секој поединец е важен и секој треба да има еднакви можности за социјалната вклученост. Среќен сум што овие луѓе, овие 15 на семејства, овие дечиња кои што ги посетивме денеска, а кои што претходно живеа на отворено под тврдината Кале, предстојните студени зимски денови ќе ги поминат на топло, со доволна храна, но и со се останато што им е неопходно. Дополнително граѓанските здруженија ќе им помогнат заеднички да подготват индивидуални планови за вклучување на пазарот на трудот, за социјална заштита и здравство, за обезбедување на документи за лична идентификација, како и за вклучување на децата во образовниот систем. Голем дел од оваа работа веќе е завршена. Ромската популација е една од најранливите категории на граѓани во нашата земја и затоа се заложивме дека ќе им помогнеме. Само оваа година граѓаните роми се вклучени во неколку програми од оперативниот план за вработување. Соучество во програмата за поддршка на самовработување. До јули годинава 8 наши сограѓани кои една жена изработиле собствен бизнис план, додека преку програмата поддршка за креирање на нови работни места се вработени 24 лица, од кои половина се жени ромки. На крајот би истакнал дека социјалната реформа која што стартува од почетокот на 2019 година значително ќе придонесе за активирање на пазарот на трудот на најранливите категории лица, а со тоа и нивно излекување од сиромаштија. Со воведувањето на детскиот и образовниот надоместок, кој што ќе може да ги добива децата од семејствата, каде двајцата родители се невработени, но и децата во домакинствата со минимален приход. На секој дете ќе му возможиме еднакви можности, како и вклучување во образовниот процес, кој е основ за понатомошниот личен и професионален развој. Ви благодарам.